Почитувани граѓани, почитувани медиуми, добар ден. Македонското собрание со поддршка од мнозинството пратеници донесе државничка одлука што обезбедува европска иднина за сите наши граѓани, со заштитен македонски јазик, идентитет и култура. По 17 години чекање, конечно ги започнавме долго очекуваните и заслужени пристапни преговори за членство во Европската Унија. Во ЕУ влегуваме како македонци, со македонски јазик, со чиста формулација, без фусноти, без дополнителни придавки и објаснување. Целата јавност можеше да види во Брисел дека македонскиот јазик е веќе дел од институциите на Европската Унија, на официјалните канали на Унијата. Гласно ечеше македонски јазик во ЕУ. Во процесот успеавме да ги заштитиме националните и државните интереси, поставени со резолуцијата што заеднички ја усвоивме овде во Собранието. Со тоа паднаа во вода сите лаги, манипулации и хистерии што ВМРО ДПМН и нивниот проруски партнер Левица ги ширеа во Собранието и надвор од него. Од друга страна, се уште има молк од ВМРО ДПМН и Мицкоски за срамното прифаќање на ознаката НМК за време на самитот на ЕПП, наместо меѓународно признаетата скратеница МКД. Тоа е голема разлика. Македонски јазик во ЕУ наспроти НМК на Мицкоски на Конгресот на ЕПП. Веднаш по завршувањето на меѓувладината конференција започна и процесот на скрининг, кој ќе даде простор да се вклучат сите и да се отвори диалог овде во Собранието. Процесот на скрининг е идентичен и за нас, и за соседна Албанија, со што паѓа во вода уште една манипулација на ВМРО ДПМН и Мицкоски. Впрочем, и нивниот поранешен пратеник Илија Димовски вчера јавно призна дека почнувањето на преговорите и скринингот, се де факто чекор напред. Како парламентарно мнозинство им честитаме на сите граѓани и упатуваме благодарност до сите пратеници кои со својот глас за придонесоа за реализација на втората стратешка цел на државата, членство во Европската Унија. Ние, пратениците од парламентарното мнозинство, ќе продолжиме посветено да работиме на спроведување на реформскиот процес кој обезбедува подобар живот за сите наши граѓани и надоближува до полноправно членство во Европската Унија. Ви благодарам, доколку има прашања, повелете.